Зборува глас од Македонија. Зборува глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот на вечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова радиопрограма за овој час нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонуда со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Во денешнава наша емисија, почитувани слушатели, во денешниот наш македонски православен празник Свети Атанас, повторно и директно влегуваме со радиочасот во вашите домови, но затоа пак истовремено сакам да кажам, нека биде честит на сите оние кои го слават и го носат тоа име Свети Атанас. Инаку вечерва покрај Блиц вестите во рубриката Профил ќе го дадеме ликот на нашиот сонародник Одисеј Белчевски, а последните минути ќе бидат со мој коментар на неделата. Но најпрво да одиме со следното. Црковната општина Свети Климент Охридски има отворени позиции за работа за студенти во рамки на програмата на Government Summer Job Student. Сите заинтересирани кои се на возраст од 15 до 30 години можат да се јават до црковниот телефон на 416-421-7451. Да го повторам телефонот 416-421-7451. Не заборавете дека секој четврток, бидејќи веќе се отпочна повторно со давање ручек од страна на пензионерското друштво Гоце Делчев со председателот Перо Голевски, повелете и овој четврток да другарувате и заедно со добар апетит да го поминете тој ден во четврток. Да спомнам исто дека за неделните денови на богослужбите или пак за празнични денови повелете на богослужбата што се одржува од 10 часот утрото. А доколку сакате да одржувате крштевки, свадби, родендени или слично, рентајте една од трите реномирани сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. На 28 пак мај, црковната општина Света Недела од Еџек со председател Славе Бунтевски приредува банкет во чест на осветување на иконите и иконостасот. Со богато јадење и добра музика ќе можете да поминете пријатна разонуда. Цената е само $70. Идниот ден 29 мај, недела, ќе богослужува и ќе ги осветува иконите и иконостасот митрополитот канадско-американски господин Методи. После тоа следува ручек кој чини $30. За подетелни информации јавете се до црковниот телефон на 905-426-5355. 426-5355. А секој ден посакува да живее во свој топол дом. Сонја Димеска, продавач на неподвижен имот, исто така бизнис, фарма е покрај вас. Завртете го телефонот на 416-900-5802 и побарајте ја Сонја Димеска. Телефонот 416-900-5802. А сега да го откриеме ликот на нашиот сонародник Одисеј Белчевски. На југозападната страна од Република Македонија, јужно од Пелагониската котлина,
а обкружен од планината Баба со врвот Пелистер и планината Ниџе со врвот кај Макчелан, се наоѓа градот Битола. Овој град низ кој тече реката Драгор, град кој се наоѓа на римскиот пат Вија Игнација, каде што е и античкиот град Хераклеа, а го основа македонскиот крал Филип II Македонски. Таму заврши војна академија, исто така пак турскиот председател Кемал Ататурк, што документи за него се во Народниот музеј на Битола. Битола, познат како град на конзулите, во јули 1903 година во тој град беше убиен рускиот конзул Александар Росковски, кој инаку се бореше за правата на православните христијани, а на местото каде што е убиен стои и ден денес голем руски крст. За време на Втората Балканска војна, како и Првата светска војна, градот Битола има многу настрадано. Познат од старо време и како манастир, Битола бил и трговски град. Токму во овој град со многу занаечи, меѓу кои и од еврејско потекло. Битола се рачна за еден од најубавите градови на Балканот. Битолското корзо, или како што го викат Широксокак, со најдобро уредено корзо и паркови воопшто. Се смета дека градот Битола почнал со населување уште во доцна бронзаното доба. За време на Римската империја станува значаен економско-политички центар, како центар со поголема моќ, цивилизација, култура и убавина која е и ден денес застапена. Во Битола се одржуваат многу културни настани, манифестации, како и линденски денови, фестивалот Браќа Манаки и слично. Инаку во Битола постојат повеќе основни и средни школи, а има и неколку факултети кои се под надзор на Универзитетот Свети Климент Охридски. Nema mesto na svetu
во градот на дипломатите или градот на конзулите, во градот на кралот Филип II Македонски е роден Одисеј Белчевски во 1950 година, еден од 7 синови на Коста и Христина Белчеви. Основно образование завршува во родната Битола гимназија во Торонто, Канада, каде што благодарение на неговиот брат Димитар Белчевски доаѓа во оваа прекоокеанска земја. За време на школувањето во средна школа или гимназија, во надпревар на регионално гимназиско такмичење, 2 пати е добитник на првата награда за уметничко дело. Но не само тоа. Како солиден, како одличен ученик во гимназија во Торонто, тој добива грант, неповратна стипендија или поточно бесплатно школување на факултет. 1972-73 година го завршува факултетот на Раерсон Универзити за физика и електроника со највисоки оценки. Интересно е да се каже дека за време на студирањето добива и прва награда, и тоа на 2 пати, за скулптура направена од мраз, Аполо астронаут, а исто така статуа на Ристос од 3 метри висока направена од мраз. Среќата го носи кај Вера Андоновска, ќерка на Кицо и Дана Андоновски од село Златар и Ресенско, збогатувајќи се со рожбата на нивната ќерка Елена и синовите Кристофер и Мајкл, а подоцна и со 2 женски внучиња Петра и Клеопатра.